Млечната криза на пазарот исфрли многу високи нови нелогични цени. Така килограм галички кашкавал достигна цена од 1300 денари, што е еднакво на 3 килограми свинско или на 4 килограми пилешко месо. Имаат ли овие цени за граѓаните логика? Скапи се многу, нема со тие плати, пензии многу скапо. Се е скапо, и лево е скапо и се. Не е нормално. Много е, да. Много е. Превише. Апсолутно многу. Да. Иако кашкавал може да се најде и по далеку пониски цени, основното прашање е зошто воопшто цените отидоа толку високо. Значи, потребно е за 1 килограм сирење традиционално од 4 до 5 кг млеко. За 1 килограм кашкавал треба 15 литри млеко. Ко млекото го откупуваат 50 денари, пошто е скапа работната рака, нафтата и другите, значи ретроматеријали, храна, сето тоа друго, значи нас чини дупло од тоа што се откупува. Освен млечните продукти, неприфатливо високи стануваат и цените на млекото кое сега се продава од 50 како свежо, па до 75 пастеризирано. Има ли надеж цените да се нормализираат? Кога има помала понуда, а поголема побарувачка, нормално е цените да одат нагоре. Ние им даваме повисока откупна цена на млекопроизводителите, што со другите трошоци производите ги прави поскапи. Изјави Наташа Бојковска, директор на Бучен Козјак. Во вакви ситуации млечните производи стануваат луксус. Море треба да се купи, ама не е луксус това. Купуваме ли помалку за разлика од претходно? Па купуваме помалку, да, тачно е. Па помалку, да. Нема 1300 е многу пари. Пензионерите со 10.000 не можат да дозволат ништо да си купат. Па сега зависи. Зависи како ти оде в джеба, како имаш пари, а не и тоа. Важно многу е скапо. Се и млеко и се е скапо.